Почитувани, повод за денешната пресконференција е скандалот Телеком, во кој се вмешани високи владини функционери и политички партии, а се однесува за периодот во 2005 и 2006 година. Иако постојат сомневања за сериозни кривични дела, за жал ниту Министерството за внатрешни работи, ниту Јавното обвинителство на Република Македонија до денес по службена должност не покренаа никаква постапка за овој скандал да добие завршница. И додека, например, во Црна Гора за ваквиот скандал се води истрага, македонската јавност се уште не доби одговор кои тогашни владини функционери по име и презиме и конкретно која политичка партија е вмешана во случајот Телеком. Бидејќи власта во рамките на своите законски должности не постапува, ние со конкретна иницијатива бараме овој случај да биде расчистен до крај. За таа цел, ние, Социјалдемократскиот сојуз, денес до Јавното обвинителство поднесуваме кривична пријава против непознат сторител во скандалот Телеком, поради сомневања за подкуп на високи владини функционери, како и одделни политички партии во периодот 2005-2006 година. Наводите во кривичната пријава се директно поврзани со доказите од американската истрага за овој случај, од која произлегува дека службени лица, членови на владата на Република Македонија, како и членови на одделни политички партии, примиле подарок во висина од 4,8 милиони евра од страна на менаџерскиот тим на Маđar Телеком. Во американската истрага е наведено дека директори на Маđar Телеком преку грчки посредник исплатиле речиси 4,8 милиони евра на најмалку 6 лажни договори за консултантски услуги и маркетиншки услуги со, цитирам, поважен македонски државник од мнозинска и со важен македонски државник од друга политичка партија за да се одложи или спречи лиценцата за трет мобилен оператор. Иако кривичната пријава е против непознат сторител, Јавното обвинителство има законска обврска, водејќи се од доказите наведени во американската истрага, а користејќи го договорот за меѓународна правна помош, да расчисти и да ги повика на одговорност сите инволвирани во скандалот Телеком. Имајќи го ова предвид, поднесувањето на кривична пријава е прв сериозен чекор кон расветлување на овој скандал. Се работи за веќе докажан криминал, со јасни и прецизни докази, за кои Deutsche Telekom се спогоди со американските правосудни органи за одштета во висина од 95 милиони долари. СДСМ не бега од сопствениот дел од одговорноста и затоа бараме скандалот Телеком да се расчисти до крај. Сметаме дека борбата против криминалот и корупцијата не смеат да бидат селективни. Сите функционери од тогашната влада, како и политички партии кои се вмешани во скандалот Телеком, мора да се соочат со сопствената одговорност. Ние уште сега, како опозицијска партија, покажуваме подготвеност дека и после промената на власт сме спремни да се соочиме со корупцијата и криминалот во сопствените редови. Но тоа што создава конфузија е однесувањето на власт, од што бега и кого штитат Груевски и ВМРО ДПМН. Дали се плашат само од расчистување на аферата со партиската фирма Аналитико, која склучила договор во 2006 година за наводно Протугер, Јанкуловска, Јанакиевски, Канчевски и Зекиров да продаваат сим картички, или зад нерасчистувањето на овој голем скандал се крие нешто друго. Очекуваме јавниот обвинител да покрене соодветна постапка во оваа кривична пријава, која мора да ги даде одговорите на сите отворени дилеми во јавност. Ви благодарам, доколку имате прашања, повелете. Господин Петров, како го коментирате тоа што ваши поранешни нови активни членови најавуваат кандидатски листи во повеќе општини из Македонија независно? Она што можам да го кажам дека Социјалдемократскиот сојуз и опозицијата во Македонија се пообединети од било когаш. Секој оној кој ќе се реши на таков чин е дел од едно сценарио каде што режисерите се наоѓаат во ВМРО ДПМН и ќе бидат искористени само за цел на интересите на ВМРО ДПМН. Ние како политичка партија имаме намера јасно да им порачаме дека од Социјалдемократскиот сојуз тоа во оној момент кога ќе бидеме во можност ќе биде санкционирано.